гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е Блажи Јосифовски од граѓанската организација Ајде Македонија, со кого разговараме за отпадот и за увозот на отпад како актуелна тема деновиве, но и за тоа како земјава да воспостави соодветен систем за управување со отпад. Блаже, деновиве актуелна е темата за увозот на отпад во земјава и во регионов, а статистичките податоци покажуваат дека одредени години како во 2014 година во земјава се увезени над 8 милиони тони отпад. Како гледате на оваа ситуација? Па мислам дека е малце жално што требаше да се случи таков скандал како во Бугарија, за да некои информации станат подостапни да се објават на јавноста. Мислам дека оваа тема долги години кај нас се зацкриваше, некако некои не сака да зборуваат, некои многу сака да се зборува за неа. Мислам дека овие податоци треба да не поттикнат да се направат сериозни анализи и истражувања, како тој отпад тука влегувал, каде завршил и на крајот на краиштата, со оглед на тоа дека Дрисла сега е под градот Скопје, јас мислам дека таму треба да се влезе со сериозни тимови за истражување, да се испитаат сите индиции кои што вака луѓе и претпоставки дека можно да се имаат случајно некои нелегални действија, за да расчистиме еднаш за секогаш што навистина се случува таму и секако потребни се понатаму механизми како да се заштитиме, бидејќи очигледно овој регион, значи не само Македонија, туку и членки на Европската унија се интересни како локации за, како да кажам, ослободување на побогатите европски земји на тоа што не го сакаат. Зошто увезуваме волк отпад? Дали регулативата го овозможува тоа? Секако, мислам регулативата ќе ви послужи за таа намера што имате да ја постигнете. Моменталната регулатива им одговара на поголемите индустријски, најголемите индустријски објекти кај нас кои што го користат овој отпад, најголем дел од отпадот што се увезува, за да ги задоволат своите индустријски процеси. И секако, доколку ние како општество се решиме дека се плашиме дека можна е таквата регулатива да овозможи влез на нешто што не би го посакувале или воопшто да го намалиме увозот на индустријски отпад кој што не загадува секако, мислам дека потребно да се смени регулативата и барем додека не влеземе во Европската унија и да се средиме барем малку како земја, да станеме малце правно посигурни, мислам дека некои идеи на граѓанските организации, но и на граѓаните за забрана можеби и увоз на некои видови на отпад или општо целосен забранен увоз на отпад, мислам дека треба сериозно да се размислува. Во меѓувреме депонијата Дрисла беше вратена на градот Скопје и таа е единствената депонија што исполнува некакви стандарди, но што сега според вас треба да направи градот за нејзина вистинска модернизација во насока на заштита на животната средина? Токму така, мислам дека првиот чекор за средување на ситуацијата со отпадот во градот Скопје беше токму депонијата Дрисла да повторно биде под надлежност на градот Скопје, за да може да биде контролирана од нас како граѓаните сите действија што таму се случуваат, но и самите да одлучуваме за тоа како таа истата ќе се развива. Нажалост, а можеби и за среќа, самиот план што италијанската компанија која што претходно имаше депонијата под концесија, развојот на таа депонија всушност ќе поттикнеше поголемо загадување на воздухот и така натаму, бидејќи содржеше изградба на согорувалници или инсенератори кои што ќе се огорува отпад. Јас не верувам многу дека исто ќе се контролираше испустост и така натаму, така што сега е правиот момент тој план да се смени за тоа како треба таа депонија, ние викаме, тоа треба да биде центар за управување со ресурси, што се вика Дрисла. Мислам дека градот треба сериозно да направи консултации во наредниот период со нас како граѓански активисти, со експерти во делот на отпадот, да се видат примерите на Љубљана и други европски метрополи кои што тргна на патот кон нула отпад е концептот и покажа неверојатни резултати каде што успеваат и до 60-70% од отпадот да го рециклираат, реупотребат, а во некои земји да стигнат до 15% и помалку отпад воопшто да се создава. Гледаме дека одредени индустријски капацитети како Усје увезуваат отпад како алтернативно гориво. Дали според вас земјава треба да увезува отпад во услови кога се уште нема воспоставено соодветен систем за управување со отпад? Воопште, алтернативните горива се повеќе во Европската унија се оди кон тоа да се забрануваат,
бидејќи нивното согорување сериозно создава загадување кое што не може да биде спречено. Значи самата цементарница нема такви, како да ги кажеме, народски филтри за да ги спречи дел од испустите кои што се сериозно негативно влијаат врз здравјето на граѓаните. Тука зборуваме за честички кои што негативно влијаат врз појава на рак, влијае негативно врз плодноста кај жените, така што такви центри како цементарница толку блиску до град, со такви согорувања како што тие имаат сега, дури во регионот, во земји како што се Словенија, истите ги затворија. Така што јас сериозно мислам дека тоа што сега ус ја стигне и алтернативни горива да согорува, па уште не знам дали град Скопје престана да им носи отпад, тоа е катастрофа за нашиот град, со оглед на тоа што и самата ружа на ветрот, нели како што ја викаат експертите, значи самото движење на воздухот, сето тоа што го согоруваат го носи директно во градот. Мислам, не може ситуацијата да биде полоша. Така што ние си создаваме со овие огромни индустријски капацитети кои што ги имаме во Скопје, сериозно загрозување врз нашето здравје и затоа не треба да чуди што дури во летните периоди имаме ние ситуации на загаденост кога реално немаме ниту согорување за затоплување кај граѓаните, има помало движење на возилата, посебно во крајот на јули. Така што треба, мислам дека тука сериозно да работат институциите, но тоа на што јас сум го правел како разговори сите овие години со луѓе кои што се на функција да носат одлуки, овие поголеми индустријски објекти сериозно им ги држат заврзани рацете и се, како да кажам, во нивниот скут. И не гледам како би ги натерале ние политичарите да работат во наш интерес без сериозен притисок од граѓанските активисти и така натаму. А дополнително може да го имаме предвид тоа што иако последните 2 години, значи трета година е сега, победи, да кажам, на политички изборни програми, победија градоначалници и советници кои што излегоа со пароли за чист воздух, средување на водите на депониите, а ние сите овие години воопшто тоа и не го гледаме. Во Македонија има илјадници диви депонии, а со државниот план за изградба на 8 регионални депонии треба да се воспостави соодветен систем за управување со отпад, но постојат општини како на пример Дебарца кои не дозволуваат изградба на вакви депонии на нивната територија и со тоа процесот е блокиран. Зошто локалните власти стравуваат од изградба на овие нови депонии? Градоначалниците и советниците во општините действуваат и размислуваат нормално како граѓаните размислуваат и действуваат. Граѓаните имаат секое право да бидат загрижени, да не веруваат на системот кој што досега никако ништо не покажа дека може да му се верува. Така што доколку одеднаш ви дојде некој политичар во вашето населено место и ви вети дека депонијата која што ќе ја изгради ќе биде според сите стандарди, нема да го наруши вашето здравје, јас не верувам веќе во наше општество дали некој може да верува на такво нешто, така што не гледам како може ова да се направи, освен ако со мали чекори, со мали постапки, реални постапки и градските, но и националните државни власти покажат сериозна грижа за граѓаните во делот на заштита на нивното здравје. Јас мислам дека треба да го следиме хрватскиот пример во одредени општини, каде што сериозно вложија средства во овие, јас ги нарекам, центри за управување со ресурси, не на отпад, каде што граѓаните директно видеа бенефити во тие локални места во однос на вработувања, вложување во градинки, центри за образование, болници. Значи граѓаните мора да го видат нивниот бенефит од целата работа, зошто тие би имале депонија до нивната куќа, така. И дополнително сериозно да им се прикаже на граѓаните да учествуваат во целиот процес на планирање, но и изведба на депонијата, но и секако контрола понатамошна, за да може транспарентно да се види дали таа депонија ги исполнува стандардите. Каква технологија според вас е најдобро да се употребува во овие нови депонии доколку бидат изградени? Тоа што радува во Европската унија, се помалку се оди на технологија, а се повеќе се оди на поедноставни решенија кои што подаваат подобри резултати од секој аспект. Веќе Европската унија сериозно размислува да ги даночи согорувачите на отпад, веќе се оди и во насока на целосна нивна забрана како постоење.
Така што реупотребата на отпадот, односно користење на него како еден ресурс кој што може да отвори нови работни места, да се рециклира отпадот, да се направи нова суровина за некој друг процес, се практиките кои што сега Европската унија ги практикува, се повеќе ги поддржува и јас верувам дека од тие резултати кои што може да ги видиме и во Европската унија, но и во регионот, во земји како Хрватска пример, сериозно треба да не наведат дека треба да идеме ние во таа насока, бидејќи последните истражувања покажаа дека на 10.000 тони отпад, доколку се оди на реупотреба на отпадот, се креираат и до 300 нови работни места. Јас верувам дека во една земја како што е нашата, која што има многу социјални проблеми, мора да ги вклучиме и неформалните собирачи на отпад. Нас технологија не ни врши работа, едноставно ние имаме огромна социјална категорија на граѓани. Од 3 до 5.000 граѓани секоја година живеат екзистираат од отпадот и што се вика сами го креираат работното место преку рециклирање на отпадот. Јас верувам дека потребно е, според анализите што сме ги правеле, да се направи едно социјално претпријатие или повеќе социјални претпријатија, кои што заедно со комуналните претпријатија ќе работат на управување на отпадот. Отпадот би се собирал, како во поразвиените земји, би се собирал директно од граѓаните од дом до дом, селектиран, за истиот да може биде искористен за рециклирање и понатаму користење за некоја друга намена. И секако да се отворат центри за реупотреба на отпадот и така натаму. Пример Љубљана имаат многу интересен пример кај што имаат две продавници во центарот на градот каде што можат овие втора, како се вика, на втора рака работи кои што они ги собраве, граѓаните да ги купат. Они имаат цел центар за репарирање, вклучуваат граѓани од социјална категорија, значи да ги репарираат, работат на нивните вештини и понатаму граѓаните можат повторно да го искористат тој отпад. Мора да бидеме инвентивни, но никогаш и да не заборавиме на целата една категорија на социјални случаеви кои што кај нас постојат. А многу ми е жал што и во процесот на регионални депонии во некои од плановите беа спомнати со две реченици, иако тие во моментот селектираат и помагаат да се рециклираат и до 80% од отпадот кој што кај нас се селектира и рециклира. Тие се неизоставен дел од системот. Блаже ви благодарам. Фала и на вас. Почитувани го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.